Не беше лесно во овие 2 години и беше доста предизвикувачки. Она што е особено значајно е што успеавме да постигнеме договор со Бугарија за изградба на прекуграничен железнички тунел кој што треба да ги спои двете држави и само на тој начин овој проект добива смисла. Се обезбедува финансиска конструкција што ќе овозможи целосна реализација на проектот, а кој не само што ќе обезбеди подобра поврзаност помеѓу Јадранското и Црното море, туку ќе придонесе и за поголема економска интеграција, полесно движење на луѓето и стоките, како и за нови можности за развој на македонската економија и на целиот регион. Скоро 13 километри, преку 60% од оваа траса ќе биде во мостови и во тунели. И тоа е технолошки навистина предизвикувачки, поради тоа што самиот терен е во, можам да кажам, во надморска височина и затоа се потребни овие тунели и мостови. Бев тинејџер кога прв пат се спомнуваше источниот дел од коридорот 8. Денеска сум председател на владата и со задоволство можам да кажам дека источниот дел од коридорот 8 ќе биде конечно завршен. Тоа што значи? Ако тога сум бил тинејџер, а сега имам некои своји 48 години, значи повеќе од 30 години чекавме да тоа што некогаш некој ни го најавуваше, конечно оваа влада еве го затвори како проект.